Мерките на владата за справување со економските последици од корона кризата се задоцнети, нецелосни, нефер спрема сите компании, а предлозите на ВМРО ДПМНЕ како таа за покривање на 50% од трошоците за бруто плата на компаниите се одбиваат без воопшто да се разгледаат. Председателот на опозицијската партија испрати апел до власта да ги послуша и земе предвид нивните предлози, затоа што како партија во тој домен се поискусни. Во делот на економијата, каде што со право се чувствуваме поискусни, со експертиза од претходни успешни економски политики и третирање на економски кризи, ни со човечкиот капацитет кој го имаме во нашата партија, сакам да и порачам на владата. Доста со политика и наед. Престанете со политика и не правете политика од се и сешто. Ве молам, послушајте што ние, професорите, синдикатите и коморите, ви говориме. Тој рече дека предлогот компаниите да добиваат поддршка до 50% на бруто трошоците, односно до 27.000 денари повработен, иако бил уредно доставен преку техничкиот министер Наке Чулев на седница на владата, бил одбиен од премиерот Оливер Спасовски, без воопшто да биде ставен на дневен ред. Со тоа владата ги лишува од директна помош компаниите и вработените за субвенција до 50% од бруто платата повработен, или парична помош најмногу до 27.000 денари повработен. Со тоа директно за месеците март, април и мај во стопанството државата ќе инјектираше повеќе од 350 милиони евра. Мицковски смета дека освен мерката за платите треба да се превземат уште 3 чекори, а тоа се парите кои се уплаќаат во вториот пензиски фонд да влезат во првиот задолжителен фонд од 1 април и на тој начин да обезбедат ликвидност на првиот задолжителен фонд. Второ, благајничките записи во Народна банка подитно да бидат пренесени и да ги запишат во хартии од вредност и со тоа да се обезбеди 25 милиарди денари инекција за македонското стопанство. И трето, да се репрограмираат државните долгови, односно владата да почне преговори со заемодаватели на државата, за тоа што треба годинава да го вратиме, да се одложи за до година. Апелирам да се превземат овие чекар. Нека баталат политиканство, се работи за човечки судбини. Нека ги надминат собствените суети. Никој не им ги спори. Ова нека бидат нивни предлози. Лидерот на ВМРО ДПМН исто така побара владата да го зголеми бројот на тестирања затоа што експертите сметаат дека на тој начин ќе се спасат повеќе животи.